Почитувани, нема одговор од режимот на мафијата за тоа колку ќе чини така наречената дигитализација на образованието, што го турка на сила. Режимот на мафијата докажа дека ниеден зафат не е способна да спроведе ако зад тоа нема проценти и провизии, ако зад тоа нема лукративни пориви. Режимот сега тргна не само во одземање на минатото и на сегашноста, туку и на иднината. Во услови на епидемија, околу 25.000 деца не следат настава, иако основното и средното образование се законски и задолжителни. Сега, Мила Царовска со подршка на мафијата на режимот тргна да ги одземат учебниците на овие деца, кои што се всушност од најранливата категорија граѓани, им ја одземаат можноста за еднаков развој и напредување, можноста да ја променат својата состојба. Од тука Мила Царовска е должна да одговори дали за овој така наречен проект на дигитализација не се работи за проект вреден 120 милиони евра буџетски пари и дали овие 120 милиони евра треба да ги добие фирма од Хрватска. Царовска мора да каже дали за ваков според сите неразумен зафат ќе биде потребен ангажман на бројни невладини организации, надворешни советници и соработници, избрани без познати критериуми. Почитувани, овој дрвено железо проект, мултимедијални содржини, аудио и видео содржини, кои што би требало да можат да бидат испечатени од родителите или од училиштата, зад себе крие многу прашања, а режимот нема доблест да ги одговори. Креирање на образование, кое што креира нееднаквост меѓу децата, притоа со европско знаменце е злоупотреба на моќ и злоупотреба на вредностите. Укинување на учебниците нема во ниту една земја во светот. Електронски учебници може да бидат само помагала, но не и врз нив да се одвива сиот наставен процес. Ова не е реформа, ова е експеримент на мафијата на власт со иднината на децата, кој што чини 120 милиони евра, а зад кои што стојат однапред договорени фирми и сметки. Ви благодарам, дозволете ми да ви одговорам и на две прашања пристигнати до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Првото е коментар за 1 мај, денот на работникот. Никогаш македонскиот работник не се наоѓал во полоша, попонижена, понедостоинствена положба. Илјадници останаа без работа, стотици фирми се затворија, мафијата на власт порача дека не се грижи за малите и за средните предпријатија, онаму каде што работат најголем број работници. Сведочиме на неисплатени плати, неисплатена државна помош, на злоупотреби, сведочиме на немање на реални зафати кои што ќе ја помогнат економијата со една цел да се подобри состојбата и условите за живот на работниците. Наместо реална помош кон работникот, Заев го гази нивниот труд. Наместо заштита на работникот, Заев го штити криминалот, ги штити своите, како Драги Рашковски и други вмешани во разни тендери и рекети. Ви благодарам, дозволите ми да ви одговорам и на прашањето пристигнато во врска со изборот и скандалот на Павлина Црвенковска. Почитувани, скандалот со Павлина Црвенковска само ја надополнува сликата за состојбите во правосудниот систем во пупката на режимот. Изборот и однесувањето на Црвенковска само ќе зајакнат недовербата на граѓаните кон правосудниот систем. Овој скандал отвара и два други многу сериозни аспекти. Прво за вмешаноста на режимот во Евростандард банка, но и како показател за какви судски реформи се залага режимот на мафијата при овие закани за смена на судии и ламентирања за испитувања на потеклото на нивниот имот. По скандалот во кој што сопругот бизнисмен не вракал пари за кредит од банка, во чиј што кредитен одбор работела керката, а банката пропаѓа со се за штедите на граѓаните, Црвенковска застанува на чело на судскиот совет, откако скандалот одекна во јавноста. Црвенковска, доколку сама не покаже трошка доблесност и не се повлече од функцијата, судскиот совет мора да си го преиспита својот едногласен избор, затоа што се друго понатаму во себе ќе содржи политичка мотивирана пристрасност и од советот и од Црвенковска. Ви благодарам.